Драги гледачи, добро дојдовте во спортското издание на програмата на Ирис телевизија. Редовен термин за емисијата во која, како на дланка, ви ги пренесуваме најновите моменти поврзани со текот на првенството во третата фудбалска лига Група Исток. Надпревари кои се исклучително добро посетени, како од армијата на симпатизери на своите екипи, така и од врвни фудбалери, од многу реномирани по-познати екипи, кои едноставно милуваат да гледаат квалитетен третолигашки фудбал. Камерата на Ирис телевизија на секој надпревар на тимот на Кидго, каде да игра, ги забележува сите прилетности кои ја красат оваа игра, а така беше и во Виница. Виница е спортски град, кој полека но сигурно си го враќа некогашниот фудбалски сјај. За почеток видлив е напредокот со фудбалскиот терен, кој е негуван и свежо окосен и пружа идеални услови за игра и надбодрување на играчите на овие екипи. Тимот на Слога во досегашниот тек од првенството оствари 4 победи, одигра 3 нерешени средби и доживеа 5 порази. Освои 15 бодови со гол разлика 18:20. Екипата на Кидго е лидер на табелата, досега забележи 11 победи, еден надпревар одигра нерешено и нема ниту пораз. Вкупно освои 34 бодови со гол разлика 54:5. За мечот во Виница, тренерот на Кидго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 12 на голот Тамер Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, кој воедно е капитен на екипата, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тикпешанац, број 19 Мартин Димовски и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Дени Андонов, број 10 Маријан Ташков и со број 11 Томи Станоевски. Тренерот на Слога 1934 Виктор Петров се реши за следниот состав. Со број 12 на голот Бојан Карчов, број 5 Тодор Апостолов, број 7 Горан Петков, број 8 Филип Бојаджиев, кој воедно е капитен на екипата, број 9 Бојан Спасовски, број 13 Александар Илиев, број 15 Тоше Стојанов, број 17 Игор Спасовски, број 19 Александар Димитров, број 22 Венко Гаврилов и со број 25 Славчо Јованов. На клупата за резервни фудбалери се со број 10 Мартин Ампов, број 11 Огнен Лазаров, број 14 Мартин Малчев и со број 21 Виктор Петров. Надпреварот ќе го води штипска судиска тројка на чело со главниот судија Здравко Костовски. Прв помошник е Зора Саздовски, а втор помошник Ристе Бојчев. Делегат на овој надпревар е Игор Данилов од Кочени, а контролор Боне Николовски од Штип. Сите услови за надпревар се исполнети, останува играчите да го дадат својот максимум и во одлични временски услови и тремнев терен да го искажат свој фудбалски талент и да ги задоволат вкусовите на своите симпатизери. Мачката не може да ти изгриза јазико, еј! Не че, он не знае. Мачката не може да ти изгриза јазико. Другар, не че. Нема го. Тоа работот го нема. Ајде, Слага! Андреј, од теб чекам 2 и од дујата 2. Закире нешто могале да ти кажа, дека не са за фанали. Обича ми 7 тренерки ќе ми даде луѓе кога играме с мали. Кажи му и ти. Гостите и играчите на Кидго се во своите традиционално бели дресови, а домакините и играчите на Слога се во црвени дресови. Судискиот свиреш на Костовски го означи почетокот на овој меч, во кој првиот центар тргнуваат играчите на Кидго преку капитенот Андреј Симевски. Почетна акција во која се запознаваат силите на теренот
а во која домакините некако агресивно сакаат да докажат дека се спремни и ќе атакуваат кон голот на Тамер Јамаковски. Играчите на Кидго се мирни, сталожени и знаат дека во почетокот треба да се сочува резултатот и се евентуални брзи контри да се загрози голот на Бојан Карчов. Тиквишанец по левата страна заедно со Мартин Димовски се опасен тандем, кој како брз воз знае честопати да протатне и да го пронајде на леслив пат на топката до противничката мрежа. Од својата половина Тиквишанец го пронајде Дујовски. Ова му и врати, пошто се дуваше паралела за Трендафилов, кој пак атактивно со финта се ослободи од Јованов и ја сврте топката кон петерецата домакините. Симиски кратко ја проследи до Мартин Стојанов, кој веднаш шутира кон голот на Карчов, но овој во голем стил феноменално одбрани и ја одби топката на која повторно со глава овој пат реагираше Мартин Стојанов и Карчов повторно одбрани. Прва посериозна закана по голата домакините, но благодарејќи на одличните интервенции на голманот Карчов, останува резултатот 0:0. Тиквишанец и во следниот напад учествува и е поуспешен од дуелот со Гаврилов. Ја додава топката за Трендафилов, кој пак не успеа да ја смири и топката се одврне го праве во рацете на голманот Карчов. Порака на сигурно иницијативата и кон гостинските играчи, кој господара по средината на теренот и од тука започнуваат се поопасните напади по голот на домакините. Дујовски на средината на теренот е со топката. Ја додава кон Димовски, која продолжува кон до него слободниот Тиквишанец, а овој веднаш шутира, но топката оди над голот. Нов напад на Кидго и повторно по левата страна, каде што Тиквишанец проигра со Димовски. Следи центар шут, а топката во висок лак ги преледа сите и на десета страна ја прифати Мартин Стојанов, која додаде кон слободниот Трендафилов, кој пак ја спушти и ја смири за Владко Стојанов. Следи одличен удар, пошто голманот Карчов одбрани и исвали топката во корнер. Иако во главно игра по средината на теренот, младиот Дујовски знае честопати да се најде во гол ситуација. Во 13-та минута Дујовски се реши на удар од 21 метри, силно распали по топката, а стативата беше сојузник на голманот Карчов, кој пак одбиената топка по втор пат успеа да ја прифати. Играчите на Слога во еден од ретките напади може да изненадат по одличната акција на Димитров, кој уфари топката во средина за Спасевски, на домашниот играч за миг задосни, а иако и Тиквишанец беше невнимателен, сепак топката дојде до голманот Јамаковски. Домакините во тие моменти како да се осоколија изведоа нова акција преку Бојаджиев и Бојан Спасевски, а топката минуваше паралелно со гол линијата и отиде на спротивната страна, кај што ја прифати Илиев, кој шутира во долната агол на првата статива, но голманот Јамаковски е внимателен и сигурно одбрани. Гостинските играчи возрадија со напад преку Денковски, кој нафали за Симевски, кој пак сакаше атрактивно со пета да ја заврши ова акција, но топката отиде крај голот на Карчов. Се игра веќе во вториот дел од првото полувреме, но гол се уште нема. Кидго преку Дујовски и Димовски се повтора во напад, по кој Димовски центрира, а во петерецот се слога е Мартин Стојанов, која сортување шутира, а топката отиде крај голот. Не остана должни ниту домакините, капитенот Бојаджиев излезе како победник и освои топка во казнениот простор на Кидго и ја упати кон Спасевски, на чиј удар со глава, топката за малку отиде над стативата. Две ветувачки акции на домакините, кои сепак останаа нереализирани. Владимир Дујовски повторно освои топка на средината на теренот. Краток поглед и додава кон Димовски, кој пак во нему собствен стил мајсторски го пронаоѓа Трендафилов. Изненадувачки мирно ја смирува топката и веднаш упатува прецизен удар, по кој за прв пат се затрсе мрежата на намокнат голман Карчов. Водство на Кидго од 0:1 во 35-та минута. Стрелец Јорданчо Трендафилов по заслуга на Дујовски и пред се на одличната асистенција на Мартин Димовски.
Домакините се изненадени и шокирани по првиот гол. Веднаш по тргнувањето од центарот ја губат топката, пошто Кид Го започува долга акција со повеќе проигрување, за да на крај Симевски додаде до Трендафило, кој пак од 20 на метри веднаш шутира по средината на голот, но Карчов е внимателен и одбрани. Корнер за Кид Го од десната страна изведе Димовски. Топката во висок лак дојде до Симевски, кој шутира кон голот, но Гаврилов ја исфрли топката во корнер. Корнерот од спортивната страна го изведе Мартин Стојанов, а Апостолов со глава исфрли топката надвор од казнетиот простор. На неа налета Дујовски, кој веднаш шутира, топката ја поткачи Симевски, го смени правецот и ја погоди стативата. Втор пат на овој меч стативата е сојузник на Слога и на голманот Карчов. Ова се случува во самиот финиш од првото полувреме, а свесни за тоа беа и играчите на теренот, кои го чекаа последниот свиреш на судијата Костовски за да одморат и да добијат нови користни инструкции од своите тренери. Слога 1934 Кид Го Пекчево 0:1 по првите 45 минути со голот на Јорданчо Трендафилов во 35-та минута. Туја! Сад ќе вдъгне мачката сине, ќе ти помогне. Јас кажах што требе. На полувреме на трибините имаше најразлични коментари од гледачите, кои во главно беа задоволни од играта, од возбудливите моменти пред двата гола, во кои теренската иницијатива сепак беше кај гостинските играчи, но и домашните фудбалери играа храбро и со отворени закани по гостинскиот гол. Впрочем, рекоме, имаат идеални временски услови, одличен терен за игра и пристојна посетовност на трибините, во кој секако побројни беа симпатизерите на Слога. Видливо беше и присуството на навивачите на Кид Го Пекчево, кои на овој меч, како и на останатите средби на секаде по истокот, се впечатлив декор и нивни 12 играч. Секако навивачите на едните и на другите очекуваат подобра игра и повеќе голови во вториот дел. Првиот центар во вториот дел тргна играчите на Слога, кои да повториме се во своите традиционални црвени дресови, а првата шанса за постигнување на гол ја имаа гостинските фудбалери. Акцијата започна од Трендафило, кој упати паралела за Денковски, кој успеа да ја стигне топката и покрај Илиев, успеа да го пронеде Мартин Стојанов, кој веднаш од поволна позиција шутира, а топката изблокира играчот на Слога Стојанов, пошто таа одиде кон Димовски. Следува центар шут кој атрактивно сакаше да го заврши Симевски, но за жал топката отиде над голот на Карчов. Нов напад иницираше Владко Стојанов, која својата половина го пронаде Дујовски, а ова ја продолжи топката кон Тиквешанац. По два обиди, Тиквешанац ја центрира топката кон осамениот Мартин Стојанов, кој пак не успеа да се снајде и му побегна, но сепак ја сврте за Трендафило, кој пак ја закови и таа стана плен за домашните играчи. Повторно Дујовски е во елемент, додава за Димовски, кој го мина Стојанов и ја додава топката за Трендафило, кој пак шутира високо над голот. Нова акција на Кид Го преку Дујовски, кој префрла топката на лево за Тиквешанац. Следи идеален центаршот кој го прифаќа Димовски, пред Апостолов шутира со глава и ја тресе мрежата на немоќиот Карчов. Водство на Кид Го од 0:2, стрелец Мартин Димовски, а ја бележиме 60-та минута. Домашните играчи никако не успева да ја пробиват гранитната одбрана на Кид Го. Згора натоа, на средината на теренот, царуваат Дујовски, Трендафилов и Владко Стојанов, кои ги блокираат сите приоди кон половината на Кид Го.
Мартин Димовски беше добар асистент за делно пронаоѓање на Трендафилов, кој се обиде со лоп удар да ја затрше мрежата на Карчов, но го лобуваше и празниот гол. Акција убава за око и штета што не заврши со нов гол. Играчите на Слога за миг се секанија по слободниот удар на Бојаджиев и ударот со глава на Петров, по кој топката отиде крај голот на Јамаковски. Следуваше веднаш брз контрнапад на играчите на Кидго, во кој Владко Стојанов убаво во празно го пронаде Мартин Стојанов, кој беше побрз од Апостолов и центрира на топката налета Димовски, кој веднаш утири и по трет пат се тресе мрежата на Слога. Втор гол за Мартин Димовски, трет за Кидго во 65-та минута за резултат од 0:3. По овој постигнат гол, тренерот Рајче Сенев се реши за двојна замена. Од игра ги повлече одличите Владко Стојанов и Димовски, а во игра ги внесе Томи Станоевски и Маријан Ташков. Не требаше Робен да го вадиш. Сагледај го фудбалка сега. Сагледај за фудбалка сега тујате и Немаше решение за играта на Кидго и домакините почеа се почесто да грешат. Во една таква ситуација погреши Илиев, а Трендафилов не успеа да ја казни оваа грешка, шутираше над голот на Карчов. Следуваше нова грешка по која Ташков и Маријан Стојанов проиграа двојно, за да Ташков идеално како натацана во празно го проигра Симевски. Во стил на Расен Гогетер, капитенот Андре Симевски го пронаде патот на топката до мрежата на Карчов за веќе убедливи 0:4 во 71-та минута. Ја и тоа има кај Стојан Феден топ. Сега не си мане Андре Симевски можеше повторно да се запише во листата на стрелците, откако во 73-та минута на два пати се обиде да биде стрелец. Првиот пат со глава голманот ја одби топката, а во вториот обид беше непрецизен и топката отиде крај голот. Нова акција се одбиваше и по центар шутот на Денковски, но немаше завршница, односно одбраната на Слога расчисти. Во самиот финиш на средбата беше досуден слободен удар за домакините. Крај топката е капитенот Филип Бојаджиев, а во живиот зет Мартин Стојанов и Денковски. Ова беше последен обид за домакините да постигнат потесен гол. Сечини играчите на Кидго го прецени овој слободен удар, по кој капитенот Бојаджиев постигна вистински еврогол. Иако откусо нишанеше во самиот агол на немокиот голман Јамаковски, на кого очигледно противник му беше и силното сонце. Како и да е, гол за резултат 1:4 стрелец Филип Бојаджиев, а ја бележиме 90-та минута. Убав крај за овој надпревар во кој мора да се истакне отворената игра и на двете екипи, кој резултираше со убави 5 гола. Фер и коректниот однос на сите играчи на теренот, кој допринесоа и за одлична свирка на штипската судиска тројка Здравко Костовски, Зоран Садовски и Ристе Бојчев за меч без ниту еден жол картон. Слога 1934, Кидго Пекчево, конечен резултат 1:4, со головите на Мартин Димовски 2 и Јорданчо Трендафилов и Андре Симевски по 1 за Кидго, а Филип Бојаджиев од слободен удар беше стрелец на гола за Слога 1934. Еве ги комплетните резултати од ова предпоследно 13-то коло. Зрновка Брегалница Голак 0:7, Малеш Кежовица 2:1, Слога 1934, Кидго Пекчево 1:4 и Овчеполе Рудари 1947 2:1. Табела:
Екипата на Кит Го Пекчево е на првото место со 37 бодови. Второ место Малеш 24. Трето место за Брегалница Голак 20. Следуваат Кежовица Овчеполе, кој го дела четвртото и петото место со по 18 бодови, но Кежовица има подобра гол разлика. Шесто место Руда 1947 има 16 бодови. Седмо место Слог 1934 15 и на последното осмото место тимот на Зрновка со само еден освоен бод. Надпреварите од последното 14-то есенско коло ќе се одиграат во недела 3 декември, во која камерата на Ирис телевизија ќе биде на средбата Кит Го Пекчево Малеш Берово. Поради реконструкција на теренот во Пекчево, најверојатно овој надпревар ќе се одигра во Берово, но затоа благовремено ќе информираме во наредните информативни емисии. Овде некаде е крајот на нашата и ваша фудбалска репортажа, драги гледачи. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. До следното издание, до новата репортажа во истиот термин, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно! Не требаше Роберта го бати.